Добро ти вечер, Македонија. За многу години денот на независноста, 8 септември, или 33 години независност. Можеше ли Македонија подобро? Ова е работниот наслов што вечерва, почитувани, заедно со вас и мојот соговорник, ќе го третираме. Се за волја на вистината да упатиме пораки, критики, пофалби за сето она што ни се случуваше во овие 33 години независност или четврти Илинден на Македонија. Зошто велам? Затоа што Македонија и македонскиот народ не ја доби државата на тацна. Се избори за својата држава. Македонскиот народ докажа во светот дека е еден од ретките миролюбиви народи. Народи кои го сакаат светот и малцинствата кои живеат во државата, давајќи им максимални поддршки и права што ниту една држава на географската карта тоа не го прави. Дали можеше Македонија подобро? Верувам дека можеше. Дали можевме нешто да дадеме повеќе од она што досега е направено? Секако. Се поставува тоа прашање, се зијам за право како воведничар и автор на овој проект, оваа емисија. Навистина, повеќе пати го спомнува во тоа што големиот број политичари од рангот на господинот Киро Глигоров, кој се води за прв претседател на независна Македонија, кај се неговите доблести и добри и негативни страни. Народот оценил дека има и од едните и од другите, но историјата ќе го потврди, ќе го каже. До него човекот кој замина скоро, господинот Стојан Андов, не веруваше дека ќе се случи независна Македонија. На денот на независноста не беше во Македонија. Замина во Дорирани, преку граничниот премин, во Грција, наводно имаше средба со некои грчки политичари. Зошто таа скепса? Мораме да говориме за сето ова. Дали тука почнува сето она што денеска ни се случува? Зали недоволно верувањето дека Македонија заслужува да биде независна држава? И работите замина во тој правец. Еве, за волја на вистината, затоа вечера почитувани, поканив еден еминентен соговорник, кој ќе го задржи вашето внимание, а еден од фундаментите, столбовите на независна Република Македонија. Останете со нас, по джинглот се враќаме во студиото, која ќе го представа. Да, вечерва сум почитувани со генерал Митре Арсовски, прв началник на генерал-штабот на армијата на Македонија. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер. Генерале, да бидам искрен, голема е вашата важност, вашето значение за независна Македонија, за Македонија која навистина без еден испукан куршум успеа да ги избегне крвопроливањата, војната која однесе многу невини животи во делот на дисолуцијата на Југославија, бидејќи имаше тука едно две сценарија, миролюбива и воена. Беше целта на еден миролюбив начин да се направат таа една поделба, меѓутоа јавачите на апокалипсата го прифатија првиот и ја реализира таа. Се спомнува дека тоа беа двајца близнаци во тоа време, Милошевиќ Туџман и Црвенковски и Георгиевски. Еве, како генерал, прв началник на генерал-штабот на армијата, како го доживувате ова што го спомнав како наслов? Може ли Македонија подобро во овие 33 години независност? Јас би рекол никогаш не речи не може. Секогаш може подобро. Затоа што македонските граѓани тогаш беа горди што формираат држава. Таа ја немале до тогаш. Друго, што Македонија да гради армија, имаше кадар по цела Југославија. И тој кадар беше повикан да се врати. Во сите пори на општествениот живот можеше да има повеќе и поар. Но
во таа трка за време, да се формира што побрзо држава, некои работи се губија од вид. Дека таа е млада држава, дека треба кадар, дека тој кадар треба да се насочи на интересите на таа Македонија која се раѓа. Луѓето уште не се познаваа во Собранието на Република Македонија. Тек тогаш се упозна. Кој е кој, што е што. Тоа значи дека требаше се сочека еден период, краток, прво да кажат луѓето што сакаат. Бидејќи тоа собрание беше изборно, не беше делегатско. Изборно. Едноставно, народот бираше луѓе во собранието. Можеше во сите пори да кажем, прво, еве имаме денес проблеми со школство. И јас бев тогаш второ оделение, кога појдов во училиште, Кирил Методи, од тогаш до сега, наместо да немаме некои проблеми, долг период е поминат. Имаме проблеми со печатење на книги. Да, ќе се вратиме на тоа, генерале. Само да вратиме само курсот на фактичката ситуација. Дадов овој дека видните политичари на Македонија, како што беше председател Киро Глигоров, председател Собранието Стојан Нандов, направија грешки во старт на поставањето на фундаментите на државата. Господинот Киро Глигоров повеќе навративе збориме за овие 33 години изминати. 92 година, дали случајно, не сакајќи или сакајќи да речам, не ги поднесе документите за нашиот континуитет на зачленување во Обединетите нации, бидејќи ние сме еден дел како конститутивен елемент на Обединетите нации. И добивме лично од Обединетите нации предлог да поднесеме до 15 јануари 1992 за членување да продолжи континуитетот заедно со Словенија, Хрватска и Македонија. Некако за таа се изгубија документите во некоја фиока и помина возот. Кога ја предадоа таа молба за влез и да се признае Македонија, во еден момент го прашав господинот Глигоров, ова што го велите вие, зошто молбата да се признае Македонија како држава не беше порано испратена? Знаете, има разни одговори. Што велите? Тој вели дека не било тоа време, дека таа држава не ја познавале во Обединетите нации и затоа таму не било веднаш дадено молба. Не сакам да кажам што се разговараме, но навистина се каснеше со тој акт. Дури имаме сега држави кои не се држави, а ги признаваат како држави. Меѓутоа, се случи една грешка што нас многу не чини. Да бевме членка на Обединетите нации 92 година, не би се случуваа сценаријата за промена на името, да имаме проблем со грците, да ни поставуваат ембарга и се ова што денеска го плачаме како голема катастрофа. Ова е сведоштво, ние затоа и ве поканив, ова е пригодна емисија, ја посветив и за вас, сепак сте човек на 88 години, кој даде голем придонес и за безбедноста и мирот у Македонија. Како го доживувате се тоа како генерал? Јас имам своje мислење, ќе го задржам сега, меѓутоа. Сите грешки на државата едноставно беа насочени кон тоа партискиот живот да се внесе во собранието, партиски да се решава во собранието, наместо веднаш единката да одлучува собранието за се.
нема гласање топтан цела партија, сите ќе гласаме ние. Дали сите така размислуваат? Не. Сега се гледа дека сите така не размислуваат. Значи, таков живот не ни треба. Партиско одлучување за се. Кога ќе опрашаме граѓаните? Дали, со оглед дека во една пригода, мојата колешка Мирка Велиновска даде една изјава, со оглед дека почитам како колега, како новинар. Јас не сум од тие кои игнорираат повредни луѓе. Почитам тие што се подобри, поискустени, поспособни, попродуктивни, само така ќе се успее. Ако му наштетиш на таквите, тоа сам си правиш грешка. Вели Слободан во една моја емисија, овој народ не заслужува една демократија, плурална демократија. Овој народ заслужува еднопартиски систем, бидејќи не ја доживува демократијата во вистински смисол на зборот и треба не може тек така да му се дадат сите можности, бенефиции да они да раководи. Со оглед дека видовме што ни се случи, вие спомнавте партиите колку штетно делуваа врз македонскиот развој и растеж, дали требаше поинаков систем да владе Македонија? Системот беше добро замислен. И уставот се гласаше во собранието, нели? Но една партија... Меѓутоа една партија не сакаше, албанците не сакаше девесна. А сега денес сака многу. Значи, не сватиле тие дека добиле своја држава. Значи, уште тогаш тие не ја чувствувале како своја држава. Меѓутоа, генерале, нивното барање беше, не збориме за албанците, да им се даде право за изучување за образование, да имат ВПШ, педагошка академија, уште некои бенефити што ништо не беа толку малигни, што е тоа бенигно. Кој се треба да се плаши од образовен народ? Никој не треба да се плаши, нели? Дали тоа беше на еден вид свесно правено сценарио за да помине таа платформа 4+2 Изетбеговиќ Глигоров? Ја не сакам многу да се задржам на господин Глигоров, меѓутоа тоа е поедовна станица. И дојде до се тоа, да албанците го свртат грбот, си прават своји сценарија и едноставно обструкција уште во фундаментот, во стартот. Тоа го имаш и на границата на Југославија. Глигоров го подпиша правилото за начин на посматрање на границата, на обезведување и така натаму. Неговиот подпис беше официјален, со печат, и тоа правило војниците кои беа на граница мора до крај да го исполнат. Беше јасно како се чува граница. Првиот албанец кој погина на граница, веднаш ме повика. Знаете, сепак некој погина. Како погина? Што погина? Не ги интересира. Албанец погина. Знаете што, јас бев начелник на генералштаба. Така? Со правилото за служба на границата, јас сум обврзан да го чувам прагот на Македонија. Тоа е праг. Вие кога влегувате во некоја куќа, звоните. Ако ви отворат, ќе влезете. Ако не ви отворат, не може да влезете. Има праг. И оваа држава имаше праг. Меѓутоа, од таа страна на луѓето доаѓа сеча шуми, кој се треба, цели зема се, дури одеа до тоа да ги палат тие виличките мали што беа тука. Значи, целта беше да се стави граница, да се стави еден вид, една заштита на државата, државниот поредок, значи да се стави една меѓа, што се вика, меѓу Албанија, меѓу Косово. Мораше поцврсто да се држи границата, затоа што таа као нова веќе... Рековте во една прилика, јас го направив тоа што од мене се бараше. Ја формиравме армијата што многу и беше потребна во нова држава.
било кој генерал да е, не само јас. Кога се формира држава, најпрво мора да се формира армијата, таја практично обезбедува формирање на државата, на нејзините институции, формирање на институции кои работат за оваа држава. Значи, ако немате армија, вие сте гол. Во една прилика изјавивте дека од Македонија се однесле оружје, се украде, опрема со огромна вредност од страна на ЈНА, тогашната, некаде околу 12 до 16 милиарди долари. Што беше тоа? Точно така. Во Македонија во тоа време имаше околу 32.000 војници, офицери. Имаме околу 250 тенкови, имаше авиони тука, хеликоптери, оружјето на партизанските дивизии, оружјето на територијалните единици и оружјето на ЈНА. Сите полни магазини. Едноставно, ние мораме да го задржиме тоа оружје. Друго оружје ние немаме, друга опрема немаме. Таа е магазинска опрема. Така. И тешко беше да се одржи тоа. Бидејќи имаше многу тие кои носеа од овде се. Имаше ли начин да се спречи или Лигоров ги даде, што се вика век презир, со доволство, само да нема војна? Добро, тој велеше тоа, само нека одат, ние ќе се формириме армијата, но, знаете што, прво, држава без армија не ја бива. Одбраната и безбедноста не се сигурни. Друго, не сте во никој меѓународен систем за одбрана на државата. Сега ги имаме НАТО и на него се подпираме. Сигурен сме дека НАТО веројатно нема да дозволи да централната држава на Балканот да би нападната. Рековте дека АРМ е формирана речиси партизански. Видете, прво, ние генералите не спиеме. Беме шесторица постари генерали и ние не спиеме за тоа време додека армијата си одеше, ние останаме тука. Долго време јас одев кај господин Глигоров и јако бев началник на штаб на армија и му предлагав да се подготват сите први документи кои се потребни за формирање на армија. Значи, ние направиме преглед еден и тој преглед за да биде официјален, го викнеме председателот на Републиката во неговиот кабинет и се беше излепено каква ние армија замислуваме. Колку офицери, колку подофицери, колку бригади, колку дивизии и така натаму. Значи, се беше подготвено. Само се чекаше да се постават првите генерали во генералштабот, за да може тоа да се работи. Така. Тешка е таа работа, формирање на армија, но имаме кадар. Имаме кадар. Се вратија околу 1700 војници, офицери. Од ЈНА, така? Од ЈНА. Се вратија сите питомци кои беа во школите на армијата. Да. Мораме нешто да организираме, да им дадеме практична обука, бидејќи тие теоретска обука знае. И за тоа со министерот се одлучиме да ги повикаме
во касарната Ќорче Петров и да им кажеме дека се формира армија, дека сите од нив ќе добијат положај спремачинот и сите други работи, формираме курс за обука на сите старешини. На курсот имаме, сега не се сеќам точно колка број, меѓутоа тие беа практично обучени за да можат да ја обучуваат војска. Генерале, со оглед дека сте сведок на ова све што се случува во 33 години, сведоци сме и за вашите херојски чекори, јас сам можам да речем дека како генерал застанавте цврсто во одбрана на македонскиот интегритет и суверенитет, особено во 2001 година. Бевте повикан да ја одбраните Македонија токму на Тетовското кале. Кажете нешто за тоа. Армијата кога се гради, прво не се има пилоти, авиони, хеликоптери, тенковите сите отпатува од овде на север. Ни остана пешадиското оружје, противавионските фрлачи и противтенковски оружје. Тоа сето го има. Требаше што побргу да се повикаат младите кои веќе стасале да одат во војска, да се формираат гарнизоните, бидејќи не можеме сите да ги отвориме, немаме сили да ги отвориме. Ги отвориме Битолскиот гарнизон, Штипскиот гарнизон, Кумановскиот гарнизон, Скопскиот пред се тука со касарната маршал Тито, тогаш, и Охрид. Да, у тоа генезата на создавањето. Меѓутоа ме интересира и за гледачите за начинот на одбраната на Македонија како генерал, значи се спротиставивте на една паравојска, во тоа време декларирана од Хавер Солана, терористичка организација, УЧК, која денеска е еден политички субјект. Како ќе не го дефинирате тој начин на одбрана на државата во едно невреме во кое зависеше безбедноста и суверенитетот на државата? Том дојде офицерот и војникот во касарната, следи вистинска обука. А во касарните им дадовме оружје, се им даваме што им треба, сем авиони, хеликоптери, ракетни фрлачи и така натаму. Се има друго. Значи, може да излезе на граница и може да води битка. И изведена е една тактичка вежба на Западот, тогаш дури ми фрлија в нос, зошто на Западот сум ја извел ги нервирате албанците и така натаму. И таа вежба, пред да се изведе, мене ме сменија. Кој ме смени? Министрите за одбрана, Владо Поповски и Фршковски. Зошто? Сега ме подсетите да ви кажам колку мислење имаше која одбрана да биде и каков состав на армијата и така натаму. Први беа територијалната одбрана, која велеше дека не ни треба армија, територијалната одбрана ќе остане така каква е и таја ќе ја брани Македонија. Втората варијанта беше полицијата да зајакне толку да може да ја брани одбраната, а армијата да служи само за границата. Замислете. И третата, која ние како офицери ја дадовме на господинот Глигоров, која потпиша,
мислиме да формираме вистинска армија. Не може да биде армијата на секој. Да. Конечно рековте дека бевте суспендирани, со еден збор, симнати од функцијата и да ја раководите акцијата на Калето Тетовско од двајца министри за внатрешни работи и на одбрана. Во кој однос бевте, зошто со Фрчковски имавте недоразбирање? Вие знаете дека останаа становите. Тие што беа од другите националности и бегаа во своите држави, ги останаа заклучени становите, празни. Полицијата беше таја, со воки-токи, се договараат, каде е празен стан, веднаш влегови. Значи, во тој момент тие зедоа 127 стана. Тие станови останаа во нивни раце. Ова збориме кога Фрчковски беше министер за внатрешни. Да. Значи пред 2001 збориме. А Владо Поповски беше министер за одбрана. Да. Јас се спротивив се тоа, затоа што во договорот Глигоров и Саđić, тогашниот началник на Генералштаб пишуваше во 7-та точка. Војните станови остануваат во рацете на тие кои ги држат во Македонија. Во догледно време тие станови ќе се доплатат, а тој кој преплатил ќе си го добие станот и неговиот станот. Полицајците беа тие кои потераа на тоа. Добро. Вечерва говориме за 33 години независна Македонија. Како генерал, како активен учесник во одбраната на државата, дадовте на оценка колку опрема е изнесена, слава на Бога, немаше никакви човечки загуби. Од друга ситуација ве зборите за неправичниот однос на дел од политичкиот амбиент во државата, предводен од тогашните министри за одбрана и внатрешни работи. Збориме за внатрешни работи во делот на преструктурирање на армијата и титуларот на собственост, како беше едноставно одземен од војската, под плаштот на Фрчковски, нели? А од друга страна бевте суспендиран од министерот, рековте, Владо Поповски, за вашата акција во Тетово. Дали војната 2001 година беше фингирана? Ве молам. Не беше тоа. Не беше тоа. Имаше недоразбирање меѓу министерот и мене. Секоја држава која гради армија, прво става точка на генералштабот. Ако немате генералштаб, немате армија. На еден состанок на колегиумот на министерот се отвори точката 1. На Македонија не и треба генералштаб. Пазете. Не и треба генералштаб. Зашто? Тоа беше мислење на Фрчковски и на господинот Владо Поповски. Ке бил генералштаб Министерството за одбрана. Ова збориме пред војната, се работи за дека еден период, речи за време на војната, ако ми дозволите, беше Либе Бошковски на внатрешни работи. Видите, не го спомнам јас овој. Едноставно тоа е еден дел на битката на Македонија да задржи територија. Така. Мојот починет, генералот, сега не сеќам како се викаше, тој постани генерал, тој командуваше со левото крило. И со тенковите по моја наредба тргна горе код Балтепе, да се заземе тоа, и едноставно, и кога почнаа да ракетите да летаат од тенковите, Дали имавме еден вид парадоксална работа, што имаме обучување на армијата на Македонија и учека од друга ситуација од исти тренинг мајстори, да речам.
Ние ги знаеме, нив. Едноставно, тие спискови за формирање на таа армија беа кај нас. Значи, практично тие ги издвоија сите луѓе, албанци, од територијалната одбрана, од партизанските единици. И ги држаа списковите. Ајде малци за дезертерството. Станува збор, сте спомнал дека Талјат Џафери бил дезертер во Арама и во ЈНА. Не би се рекло дезертер, да не отвараме таа работа. Ама, треба народно да ја слуша вистината, да ние можеме да чуваме тоа тајна, тоа не е војна тајна повеќе. Прво, него го бара заради тоа што нешто неправилно изработил и зел. Во касарната во Прокупле, Таму кај што бил во ЈНА. војна. И оттаму тој бега и доаѓа тука. Тој за некое чудо, кога предава стратегија во војната академија, кога се отвори, и тој беше слушател. Никогаш не знаете кој човек што мисли, се додека не прозбер. Не верува дека толку подлог ќе се однесува на тоа начин. Но тоа веќе историска работа. Како дезертирал од Арама во УЧК? Лесно се дезертира, како другите дезертира, исто. Еден дури преплива Преплива. на море. Мостот бил срушен до обалата. И од тука пешки до Македонија. Така доаѓа луѓето. Затоа му реков на Глигоров. Тој ден кој е планиран и месец да се затвори границата за тие војници, да се продолжи рокот, бидејќи не може сите да дојдат. Прво беше да дојдат во март месец, после тоа појдов, се договориме мај месец крај. Значи, ова го враќате филмот на почетокот на дефинирањето на армијата. Генерале, со оглед дека ве прашав за дезертерството, за големиот број на негативни случувања во државата, не случајно го спомнав и господинот Стојан Андов, кој не веруваше дека Македонија ќе успее да биде независна и на денот на независноста замина во Дојран, во Грција, Дојрани, значи преку преминот Дојран-Дојрани, да се сретне со некои така наречени офицерчиња, административни чиновници од Грција. Зошто не доверба дека Македонија може да стане демократска независна држава? Видите, јас знам дека Андов преку некои луѓе ме повика во неговата канцеларија. Андов. Да, Стојан Андов. А тој многу беше голем пријател со брат ми, инженерот Арсовски, кој го држеше Мавро, директор на Мавро беше. Преку него ме барал мене и отидов во неговата канцеларија. Ме замоли да формирам армија, бидејќи е потребна на ова Македонија. Меѓутоа не веруваше Македонија дека ќе стане Тоа е независна. друго дали верувал или не. Но за мене ми рече тоа и отиде кај Глигоров да го замоли да ме повика. Значи, негова препорака беше да бидете генерал. Тоа е убаво. Меѓутоа, дали знаете дека на денот на 7 септември, ова е сведоштво на Васил Тупурковски, се правеше таа средба на матуранти, ги викавме, од поранешна Југославија, се среќава во различни градови. На 7 септември 1991 година матурантите беа во Хаг, како да се спаси Југославија. Тупурковски му вели на Глигоров: Киро, што бараме тука, утре е денот на независноста.
Ово се сведоштво, значи парафразирам. Господин Глигоров вика, Циле, те молам заедно да испееме да ја спасиме Југославија. Дали таквите размислувања донесоа денеска вака да бидат раскалашени политичарите Македонија? Од секогаш сме биле такви. Сетете се во Турско. Петлето, што свинчето лево десно как ја дијата. Така не учеле. Дури има такви некои смешни работи. Во едно село се побуниле селаните дека агата многу им земал. И јас ке одам, некој ми рекол. И ги води. Кога дошол до селото, изего агата. Каде го прашувате? Ама народот се жалел, не, кога се завртал, нема никога. Ама јас им реков да не доаѓаат овде да се жалат. Пораката јасно, но еве, сакам тука еден, ова прво полувреме, речем, од оваа емисија, сакам тука да направам музичка завеса, со оглед дека ова е магазин, а ќе посветам токму за околу независност на Македонија, многу певлива. Таа песна е многу широка тема. Ние ќе се вратиме по песната, да продолжиме кај што застановме. Ретко се пееше и се величеше Македонија во вистинска смисла на зборот. Песната Заветна си има своји корења, кои не само сега. Еве, режијата ќе замолам, одиме со една Во пауза. моето семејство прво се пееле тие. Јас сум сведок. Да. Кога партизаните влегоа од Кумановска трошарина, значи таа Куманово што оди, влегоа во нашата улица, доаѓаш оттаму до пазарот, Бит пазар. Да. Ние ги видиме партизаните. Дојдоа пред вас. Ви сте 36-та, тогаш колку имавте 7? 43-та година, кога пропадна Бугарија и кога почнаа германците да се пакуваат, ние тоа го гледаме се. Да. Се враќаме веднаш по првата песна и продолжуваме кај што застанеме. Одиме со Заветна. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови преголни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови преголни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Може да те одречат
drugi da te predadat, možat se što da izmislat. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi pekolni, zajedno gemineme, drevna zemljo makedonska. Така е пишано, нищо да не минеме, ти без мене и аз без тебе. Векови пековни, заедно геминеме, древна землjo makedonska. Така е пишано, сестро, нищо да не минеме, ти без мене и аз без тебе. Ти без мене и аз без тебе. Почитувани, не можам да го пренесам чувството во студиото. С генералов заедно ја певушкавме песната, но вистина му остана. Кој е вашиот впечаток за оваа песна? Кој е вашиот впечаток? Ова песна и она налей, 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 крчмарице налей. Ја имам и незеда на крај. Тая песма ја пееле сите што биле ангажирани како атентатори во Солун. Последно нивно видивање било во кафаната. Ќе дојдеме до таа песна. Не била ваква, ама на тоа асоцира. Збориме за атентаторите на Солунското пристанче. Испиле, се поздравиле и тргнале во смрт. Но колку тие песни, тој завет, тој историски факти ги обврзува политичарите денеска да продолжат по патот кој тие го исклесаа, за кој ги дадал своите животи. Дали може на сметка на нивните животи таа крв која е пролеана од илјадници и илјадници македонци и по род и по душа кои не сакале да го сменат идентитетот, името и оно што значи македонизмот. Јас сум роден во село Стареград. Тоа е Велешко, така, Азот. Велешко. Да. На мајка ми, сестра ми и умрела на 3 години. Отишла. Затруднела и добила болест. Едва и чекале докторите да се породи, да излезам јас. Од кога ме родила, не смеела воопшто да ме држи в раце или цицка да ми даде. Јас сум отпаднал и ме зела бабата. Јас не знам што е мајка. Знаете. А ја довеле во Скопје да ја лечат. Во Скопје умрела. Сакам да кажам во контекст, верувам дека ја чувствате и љубовта кон Македонија како своја мајка, ако можам така да го спорам од делот на вашето однесување во сите овие години како генерал, како воено лице и се тона. Спомнав дали политичарите кои денеска ги имаме заслужува да бидат во тој формат, во таква природа, да се што е македонско, да го распродаваат, да го продаваат. Не сите.
Што значи тоа? Знаете ли дека јас го работев македонскиот речник на воени изрази и команди, Волкава е книгата. По наредба од генералштабот. Тој речник е на 5 јазици. Македонски, српски, хрватски, унгарски и словенски. И јас ја работев. 2 години цели со Димитровски, не знам дали се сеќавате него, еден македониста, голем јазикот познаваш. Стаматовски, тој мисли уште живи или умрели, не сеќавам. Дали македонскиот јазик кој го говориме, веќе начнавте оваа тема, е вештачки јазик, е некое наречје бугарско, да речем? Ако земете тоа така, и ово за готово, сите јазици се такви. Сите. Мислите дека бугарите немаат српски примеси и наши? Впрочем, бугарите кои се селеле од онаа нивна тетковина на Дунав стоеле 100 години. Не можеле да го поминат. 4 кана имале. Македонците немаат канови. Што бараме ние со нив? Кој јазик зборувале кога дошле на Балкана? Како го толкувате токму што Бугарија ни прави една блокада за видиме дел на Европската унија и покрај се и над се што Македонија жртвуваше од која да е друга држава во светот, вклучувајќи ја и својот, да речам, своето мнозинско население да бидат подчинети од малцинствата. Ова го спомнам не случајно дека донесовме за решенија, односно договори што ниту една држава во светот не донесе за своите малцинства. Тука е рамковниот договор, тука е Преспанскиот договор. Као генерал, како го толкувате ова слободно, да речем, по своја волја? Јас не би го подпишал тоа. Јас лично. Прво нешто сум тврд македонец. Што значи да бидете тврд македонец? Да си го штитите интегритетот, јазикот, историјата, културата, песните и се друго. Тоа е моје. Не негово. Кога е водев делегацијата во Бугарија, 19 генерали беа пред мене, нивни. А со мене беше адмиралот и уште тројца полковници. Министерот се отиде на лов, јас преговарав со нивниот начин на генералштаб. Знаете кој беше начин на генералштаб? Генералот Петров. Мајка му беше 87 години, живееше во Струмица. Види мајката. А вели не сум, аз македонец, аз сум бугарин. Чекај бе, ти значи ја поништуваш мајката. Мајката не е македонски зборува. Абе не е така, господин генерал, не е така, не е тоа така. Како не е тоа така? Вече сме во Струмица. Во село Муртино е родено момчето кој се вика Зоран Заев. Момче кој велеше дека ќе постави сидро, или како беше, можам досетките негови, кој Македонија ќе води напред. Дали Заев со подпишувањето на тој договор Преспански и со промена на името Македонија однесе напред? Еве како генерал, како би постапиле вие за ваквиот чин? Не однесе, ја уназади. Ние уште долго време ќе разговараме за овие прашања. Знаете, моја е волја да влеземе во Европската унија затоа што корист ќе имаме, но не по секоја цена. Ајде, вие кажете ми, утре нема да бидете Арсовски, бидете некој си друг. Како ќе го покажам својот интегритет? Станувам друг човек. Ова е друга држава. А јас не сакам. Јас не сум формирал армија за Северна Македонија. Јас сум формирал армија за Република Македонија.
Дали е тоа злосторство? Злоството или казна? Казната не доаѓа, затоа таа неказливост не донесе до ова. Да рече, велат дека пантареј се тече, се семенува. Остануваат само делата и злоделата. Еднаш газнато го вода во река, втор пат не може бити нистивост. Тоа е пантареј. Се движи и тоа бесконечно. Немаш то да едино да сгасне водата или да испари езерото или но вода ќе најде друг тек. Вистината за Македонија дали дефинитивно ќе излезе на површина и покрај тоа што свесно некои политиканти во овие сите 33 изминати години некои ја гушеле и прифаќале се што им се давало како предлог од лукративни причини за пари. Пари Покажувате и ете. сега докажа дека не само Заев, туку овој докторов што е председател на СДСМ, таму отворил трговија. Во Бугарија. Да, им пронашле се се знае. И сега тој го напаѓа ВМРО. Уште 100 дена нема, тој го напаѓа. Нели е тоа грев? Во политиката јас спомнав, Сите- да, Се е дозволено. се е можно. Меѓутоа, дали во Македонија е птена раскалашеност, раскалашани се политичарите, Распуштеност. распуштени, може да се распуштена банда со еден збор, бидејќи ако ти Јас дојдеш, ќе украдеш и заминеш, Ќе одам кај председателката на Републиката. Се најдеме на во окрет на госпоѓа Силјановска. повика. И ја прашувам, председателки, знаете ли кој сум јас? Како да не знам, генерале? Абе да формираш армија без пари, тоа е чудо. Тоа е сепак почит. Почит. Дали ве покани Зоран Заев, Бранко Црвенковски? Зоран Заев не иска да ме види. Зошто? Кажете, слушаме. Во една прилика му реков, исто што ми рече ова новинарката Велинова, Што рече? да бев јас председателка. Заев ќе го чекав со Мерцедесот, ќе го стави во негови право за во затвор. Новинарка. Мерцедесот што го винувал Груевски, оти го купил, а го купил за да се возат и Меркел и Заев и се тона. Зошто вакви монтирани случаи се случуваат во Македонија? Нема морал. Прво, изгубен е морал. Изгубено е едноставно погледот кај се наоѓате вие. Во кој простор? Ама овие албанци век, им велев уште одамна јас, ке го зборувате македонскиот јазик. Вие сте малцинство. Не може така. Вие сте малцинство. Туку некој ги бутна, Па еве, Уставниот суд, да бидам искрен, пред некој ден се одважи, што е за поздрав во секој случај, да испита уставноста и законитоста на тој фантом закон, да речам, кој го наметна. и требаш. И требаш. Требаш уште додека овие владеја, па да бранат таму што направи. Во контекст на се тоа, на јас да, не велам дека не, му дадов подршка на сегашниот премиер и да го подсетам да, дека има луѓе кои дефинитивно, како што и тој некојаш ги почитуваше и ценеше, дека се големи, моćни и силни како машинерија кои може да бранат Македонија. Дали треба да бидат во вистинска смисла на зборот ставени луѓе кои ќе бидат од добробит на државата, а не да бидат ставени во позадина? Овие не се ВМРО кој е формиран во мое време. Овие се млади луѓе Добро. кои живееле во други услови, кои се школувале, кои ја гледале постојано Македонија, кои гледаат што и се прави на Македонија. Верувате ли во оваа влада, која ќе е дојдена сега на власт, дали ќе го врати достоинството и дигнитетот на државата? Верувам. Генерале, јас ќе ви посакам добро здравје
Еве, замина 55 минути и оставам токму 5 минути, колку трае песната Налеј, за кој зборевте, а и обврска на сегашните политичари и предходните политиканти. Таа или ја имате што е во Скопје снимана од луѓе кои знаат што е тоа, или онаа другата. Ќе пуштиме таа што денеска сите ја пееме. Бите ми живи здрави, драги мои, еве, тоа беше емисија која посветив за 33 години независност на Македонија, која еве кореспондира со годините и на Александар Македонски, кој толку живеел 33 години, Исус Христос 33 години, но оставиле многу нешта за кои ние требаме да ги продолжиме. А тоа е како да го зачуваме. И да ги чуваме. Македонски. Секако. Бите живи здрави, тоа беше генерал Митре Арсовски, прв началник на генерал штабот на Арама. Ве поздравувам и посакувам за многу години независна Македонија со убавата песна Налеј, Налеј. Cette chanson, на нашата земја, на нашата земја, на Македонија, на нашата земја, на Македонија. Слобода немаме, правди никакви, кога ги бараме, затвор се најдоме, кога ја бараме, затвор се најдоме. Налеј, налеј, ме анџике, налеј, 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 од рујното вино. Налеј, 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 од рујното вино. verse, verse-moi. Allez, ma fille, verse-moi. Verse du vin rouge pour la Macédoine. Verse du vin rouge pour la Macédoine. Никогаш не сум ја заборавил. Имав две љубови. Две. И двете невозвратени. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Парола имаме, смрт или слобода. Liberté,
za Makedonija, za Makedonija, zemlja porovena. Te sakam neizmerno. Jesam tu mala? Se plašiš?